Во последните месеци, односот на Бруклин Бекам и Никола Пелц со принцот Хари и Меган Маркл наводно се продлабочил. Двојките поминале време дружејќи се заедно, а Бруклин се посериозно размислувал да објави книга, за која изворите се сигурни дека би била бестселер, исто како и мемоарите на принцот Хари. Бруклин Бекам не го уништува своето познато семејство без причина. Тој се позиционира финансиски, стратешки и за прв пат под своји услови, пишува Daily Mail. Кога 26-годишникот ја објави својата жестока изјава на Инстаграм, обвинувајќи ги своите родители, Дејвид и Викторија Бекам, дека ги контролираат наративите за неговиот живот и го поткопуваат неговиот брак со Никола Пелц, тоа беше широко протолкувано како последна шајка во ковчегот, точка од која нема враќање назад, збогум, но упатените велат дека толкувањето целосно ја промашува поентата. Ова не беше последен повик за помош. Ако луѓето мислат дека е крај, тоа е всушност почеток, вели извор близок до Бруклин. Поп дивата Јелена Карлеуша го пријавила својот пронашен сопруг Душко Тошич во полиција поради наводен упад во станот на дедење, во кој таа живее заедно со нивните две ќерки. Иако моментално престојува во Дубај, Карлеуша отаму ја контактирала српската полиција и побарала идна интервенција. Како што се дознава неофицијално, таа пријавила дека Тошич без нејзино знаење ги сменил бравите на станот поради што побарала помош од надлежните институции. Полициски екипи веднаш излегле на терен, а настанот бил регистриран и од медиумските екипи. Според информациите до кои дојдоа медиумите, станот за кој е поднесена пријавата се води на името на децата, а Јелена Карлеуша е нивен законски старател. Пејачката јавно тврди дека нејзиниот поранешен сопруг не ја исполнува законската обврска за плаќање алиментација за ќерките Атина и Ника Тошич, како и дека нивниот однос по разводот е целосно прекинат. Ние немаме никаков однос, не комуницираме. Децата со него имаат коректен однос и тоа е најважно, но меѓу нас нема контакт, изјави Карлеуша, а потоа директно одговори на прашањето дали Тошич плаќа алиментација. Да ја кажам вистината, не плаќа алиментација. Еве, ова е јавен апел, порача таа. Нашиот познат пејач, автор и продуцент Александар Тарабунов на 19 јануари 2026 година, символично на големиот христијански празник Богојавление Водици, ја објави својата нова песна и видеоспот со наслов Француски вагони. Новото музичко издание Тарабунов го сподели со публиката преку социјалните мрежи, придружено со порака исполнета со позитивна енергија. Француски вагони ви ја подарувам на овој голем ден Богојавление Водици. Бидете во добро здравје, дисциплина и љубов. Секогаш ваш. Француски вагони е песна во која Тарабунов повторно се потпишува како комплетен автор, што е негова препознатлива практика во последните години. Тој е автор на музиката, текстот и аранжманот, а воедно ги реализирал и снимањето, миксот и мастерингот, што и дава на песната јасен, личен и автентичен печат. Официјалниот видеоспот е снимен и монтиран од Владислав Гавриловски со естетика што ја следи атмосферата и емоцијата на песната. Во видеото се појавуваат визионниот пристап, минималистички, но емотивен, со фокус на движењето, просторот и интимната нарација, што дополнително ја нагласува символиката на патувањето, мотив што провејува низ песната. Во киното Cineplex денеска ќе биде прикажан филмот Мајка Мара во режија на Мирјана Карановиќ како дел од зимското издание на фестивалската мрежа на Јадранскиот регион. Проекцијата ќе започне во 19 часот, а на настанот ќе присуствуваат режисерката и главна актерка Мирјана Карановиќ, актерот Вучич Перовиќ, како и кинематограферот Игор Маровиќ. Мајка Мара е интимна драма што ја следи приказната на успешна бизнисменка и самоохрана мајка која се обидува да се справи со загубата на својот син. Неочекуваната поврзаност со неговиот близок пријател Милан и отвара пат кон соочување со траумата, вистината и сопствените емоции.